Пред председателската вила Водно е Јулијана Пешевска. Јуле, какви се сега процедурите? Па за половина час, како што и ти напомена, овде во вилата Водно, председател Стево Педаровски треба да го врачи мандатот на Димитар Ковачевски, кој што ќе има рок од 20 дена да изготви програма и да предложи состав за избор на новата влада. Очекувањата се дека нема да се почитуваат до крај роковите, дека е можно и пред време да се достави предлог програмата и составот на новиот владин кабинет. Вчера собранискиот спикер Талат Џафери рече дека е можно владата да се избере најдоцна до 17 јануари. Во изминатите денови ќе отпочнат и преговори за новиот владин кабинет. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски ќе има поединечни средби и со лидерите на Дуи Али Ахмети, како и со лидерот на Алтернатива Африм Гаши. Во однос на новите имиња не се очекуваат некои промени во министрите кои што се од Демократската унија за интеграција, освен што тие добиваат уште едно министерско место, тоа е за земјоделство. Алтернатива ги добива Министерството за здравство, за информатичко општество и администрација, како и еден министер без ресор кој што ќе биде задолжен за интеграцијата. Поголеми промени се очекуваат кај министрите кои што се од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пред потекот на денешниот ден изјава даде и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој што смета дека новиот мандатар Ковачевски не е ништо друго освен продолжена рака на Зоран Заев и не очекува некоја промени во решавањето на политичката ситуација во државата, па да слушнеме тука и неговата изјава. Пендаровски продолжува да биде дел од хибридниот режим од заробената држава и одлучува да му го даде мандатот на лице кое што нити учествувало на избори, нити пак е побарало довербата, нити пак има било каков народен кредибилитет и легитимитет да биде тоа што, еве, како што вие велите за еден час од сега ќе го добие мандатот. Очекувам да продолжи заевизмот, бидејќи освен оној поклон кој што го видовме, освен обраќањето кон неговиот претходник со председателе, ловориките и глорификацијата, друго ништо не слушнавме. Видовме некои луѓе кои што биле во подолните ешелони на СДСМ, кои што сега се во извршниот комитет на или како се вика извршниот одбор на СДСМ, кои што му даваат поддршка на Ковачевски, така што ако ме прашате дали очекувам некој поголем престрел, мојот одговор е не очекувам, напротив, очекувам продолжување на слободниот пат и продолжување на заевизмот кој што беше жестоко поразен на два пати во првиот и во вториот круг на последните локални избори. Ковачевски се уште не е пристигната во вилата Водно, ние го очекуваме, иако не е предвидено дека ќе има изјави по примопредавањето, сепак ние остануваме овде во вилата Водно во исчекување на примопредавањето. Алиса? Јуле, ти благодарам. Јулијана Пешевска известува од вила Водно, каде шефот на државата треба да го врачи мандатот за состав на новата влада на новиот лидер на СДСМ.